Почитувани граѓани, нема да дозволиме со блокада на институциите и понатаму да се загрозува здравјето на граѓаните. Да беше избрана досега новата реформска влада, за граѓаните ќе имаше достапни лекови на рецепт во аптеките во текот на целиот месец, наместо како сега болните да остануваат без лекови. Знаат граѓаните дека одговорот што го добиваат во аптеките секој 15 во месецот, кога имаат потреба од лек нема се потроши. Родителите се принудени да купат сируп од 500 денари што го нема на рецепт, затоа што на болното дете дома мора да му го однесат лекот. Најстрашното е тоа што голем број деца и граѓани остануваат без лекови поради тоа што немаат доволно средства за да ги платат лековите приватно. Релевантното истражување на Европската комисија, Европскиот здравствен потрошувачки индекс, покажува фрапантни податоци. Погледнете. 75% од вкупната продажба на лекови во Македонија паѓа на товар на граѓаните, а само 25% на товар на Фондот за здравство. Македонија е помеѓу последните 4 земји во Европа каде државата најмалку субвенционира лекови за своите граѓани. Ова на граѓаните на Македонија и го направија несовесните и неодговорните тендер политики на Никола Груевски и Никола Тодоров, кои се интересираат само за пари, но не и за здравјето на граѓаните. Новата реформска влада веднаш по формирањето ќе се зафати со решавањето на овој проблем, за да се надмине состојбата со недостатокот на лекови на рецепт по 15 во месецот и да има зголемена достапност на лекови. Ќе работиме на воспоставување на систем што ќе овозможи реално да се трошат месечните квоти на лекови. Наша крајна цел е да има достапни лекови во текот на целиот месец. Секој пациент заслужува квалитетен лек. Затоа при изборот на лекови од позитивните листи ќе учествуваат и представници на здруженија на граѓани и засегнати болни од шеќерна болест, бубрежни болни, висок притисок, карцином, здруженија на пациенти со ретки болести, пациенти со посебни потреби. На овој начин ќе им обезбедиме на граѓаните да ја контролираат државата какви лекови набавува и ќе овозможиме избор на квалитетни лекови и медицински помагала по најдобра можна цена. Планираме изголемување на буџетските средства за лекови. Така ќе овозможиме поголема достапност на поскапите лекови, што се од витално значење за пациентите. Македонија е сега на предпоследното место во Европа по лоши здравствени резултати, но тоа ќе се смени со реформските политики на новата влада. Затоа демократските процеси мора да се одблокираат. Граѓаните избраа промени, сакаат одговорни здравствени власти, чиј приоритет е здравјето на луѓето. Имаме обврска да ја спроведеме мнозинската волја на граѓаните. Брзо ќе има нова влада, чиј фокус ќе бидат реалните потреби на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам.